Сакам ова интервју да има лајт мотив каква историја ние учиме. Фалсификувано. Каква историја учиме, знаеш? Ние Тоа е поводот, нели? Ние не учиме историја. Ние учиме приказна. И сега знам дека е ова еретичка приказна. Ние учиме приказна. Самото Илинденско востание е приказна. Добро. За школа, за деца. Што ние славиме денес? Илинденско востание или што би рекле бугарите Илинденско преображенско востание? Тоа е многу тешко прашање. Што де факто славиме? Многу тешко прашање. Многу контроверзно прашање. Многу бесконечно прашање. Нема конечни одговори. Она што ја можам да кажам, дека тоа било сеопшто востание. Дека тоа никако не се одвивало во Крушево, туку се одвивало на поголемиот дел на картата на неподелена Македонија. Значи, Пиринска, Егејска и Вардарска. Значи, не траело 10 дена. Така е. Траело со месеци. Во тие песни кои ние ги учиме, Чакаларов и така имало слободни територии. Кои траат? Да. Во Енидже Вардарско имало десетици денови, да не речеме месеци после задушување на Илинденското востание во Крушево. Да. Во Енидже Вардарско дури турците не се осмелиле нити да влезат повторно по тие мочуриштана. И сега, освен задоволување на левичарски контекст после 45 година, во смисол на сојуз на комунисти на Југославија и некаков, не знам, контрапартнер од Грција, нема никаква логика да се концентрираме само и да учиме само за Крушево. Секаде имало востание. Тоа било толку големо востание. Аскерот има преку 150.000 ангажиран. За жал не го донесов, но можам во наредната емисија. Во 21 година Ванчо Михајлов во својство на секретар на ВМРО, односно секретар на Тодор Александров, уште е млад Ванчо. Ванчо објавува, значи, 18 години после востанието, целосен извештај со сите битки, со комплетен број на учесници од страната на ВМРО и од страната на Аскерот. Загинати и ранети, опожарени куќи, силувани жени. Значи, извештајот е застрашувачки. Тој покажува, според моје мислење, најмалку 10 пати поголема епопеја од Крушевската република. Крушевската република, мислам дека е приказната, нели она, прва на Балканот република била, дека овие биле монархија, овие биле авангарда. Да. Тоа е идеолошка приказка. Ние не можеме и не смееме да се задоволиме со наратив. Мора да го истражим. За мене тотално нејасно зошто македонската наука не го земала и не го објавила извештајот на Ванчо Михајлов за прецизните конфликти, дали се работи за Битолско, дали се работи за Кичево, Охридско, Енидже Вардарско, Невеска, Клисура. Значи, господин Петровски. А дотолку повеќе што ВМРО да помене, тоа треба да го објави. Ако Иван Гарванов е, да речем, од Стара Загора, Бугарија, центар на Бугарија. Тука има проблем од друг тип. Ванчо Михајлов е од Ново село Штипско. Тодор Александров. Да. Гоце Делчев нели Кукуш, Егејска Македонија. Да. Пак ќе речам. Или Килкис. Христо Матов е од Струга. Христо Татарчев е од Ресен, знаете, ние имаме дел на екипа, нели, на раководство на историската организација. Не би можел да кажа ВМРО, бидејќи има повеќе називи низ годините, низ историјата. И ТМРО, и БМОРК, и ТМОРО,